За 4,84% поскапа струја по нова година понудија државните електрани на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Ова не е конечна цена што ќе ја плаќаат граѓаните, бидејќи сите елементи ќе бидат под надзор на регулаторната комисија за енергетика. АДСМ се обврзала да покрие 100% од вкупно планираните количини. Купопродажната цена на електричната енергија за граѓаните следната година ќе изнесува 65 евра за мегават час, за разлика од моменталните 62 евра. Ово износ го утврдија државните електрани, а ја потврди владата на затворена седница завчера. Премиерот рече дека пазарната цена моментално е 100 евра за мегават, но дека таа ќе се субвенционира за граѓаните за да се заштити нивниот животен стандард. Од Евана Хоум велат дека сега следува пресметка на крајната цена на струјата за домаќинствата. Под комплетен надзор на регулаторната комисија за енергетика и согласно законските обврски и претходно утврдената методологија, во наредниот период Евана Хоум ќе пресмета цената на електричната енергија по однапред утврдени влезни параметри, како и секогаш во крајната цена влегуваат цената по која АДСМ ја продава електричната енергија на Евана Хоум, цената на преносниот систем оператор МЕПСО, цената на операторот на пазар на електрична енергија МЕМО, како и цената на дистрибутивниот систем оператор Електродистрибуција. Овој пат тендерот на Евана Хоум не се однесува за првите 6 месеци, туку за цела престојна 2026 година. Тоа значи дека новата цена на струјата ќе важи подолг период, а доколку има потреба и драстични осцилации, евентуално ќе се прави корекција. До крајот на месецот регулаторната комисија за енергетика треба да ја формира и новата цена за пренос и дистрибуција на електрична енергија, но председателот на РКЕ Марко Бислимовски најави дека во овие два сегменти нема да има големи промени. Премиерот Христијан Мицкоски неколку пати рече дека еден од реформските чекори кои ги бара од нас Европската Унија, а е дел од планот за раст, либерализацијата на пазарот на струја за домаќинствата, не е прифатлив за Македонија, бидејќи тоа значи дека поскапувањето за граѓаните би било над 30%.